Можеш и ти, биди ти една од нас. Винкс, ајде рака подај ми, пак имаш силна моќ, сите заедно во се со срце. Винкс, една насмевка е се, да може си од цвет, да го направи кобајка убав. Можеш и ти, биди ти една од нас. Само еден зрак и небото сјае, за нова авантура, тоа е знак, тоа е знак. Бели облаци, перничиња меки, летаме до безкрај и одново пак. Мојот свет од бајка Винкс, ајде рака подај ми, пак имаш силна моќ, сите заедно во се со срце. Винкс, една насмевка е се, да може си од свет, да го направи кобајка убав. Винкс, наша магија. Винкс, летечки звездички, моќен светлосен зрак не води, гледај, ние сме Винкс. Во минатата епизода самовилите се соочија со чуден магичен монолит. Неспособни да го уништат со магични напади, добија лекција од нивниот нов професор Авалон. Тој ги научи за нова магија која ќе им овозможи да се борат против господарот Даркар. Вау, церемонијата на отварање на црвената фонтана. Иако кулата беше уништена, местото си уште изгледа супер. Професор Авалон, ме благодарам многу што не доведовте. Задоволство ми е и шанса да се видам со професорите истовремено. Ајде, одете вие, јас мора да почекам овде. Не доаѓате со нас? Не, треба да се најдам со професорот Кодарта. Блум, ќе ми направиш ли услуга да внимаваш на другите додека ме нема? Можете да сметате на мене, господине. Тоа сакам да го чујам. Дечки, дали се оние тие што мислам? Тоа се вештирките од кулата во облаци. Ги има на списокот на гости. Мислиш дека ќе има неволја? Во ред е, Трикс повеќе не се со нив. Дали сте сигурни дека треба да се прикрадеме со вештирките? Ако некоја девојките не препознае, ќе биде премногу уплашена за нешто да направи. Да, со години ги малтретиравме. Мораме брзо да го земеме кодексот. Тогаш да одиме и да го земеме. Прво мора да го најдеме делот кој е тука скриен. Како што реков Флора, ова е твојата шанса. Немој да зборуваш за растенија. Погледни ги момчите. Покажи ми еден кој е твој тип. Здраво на сите. Сите изгледате чудесно. Добре дојдовте. Повелете. Во право си, поблискави сме од сите други девојки во Алфеја. Стела, принцес Кај е многу љубезен. Би можела барем да го возвратиш комплиментот? Извинете за одложувањето. Се надевам не ви беше досадно. Секако дека не. Бев зафатена да ми се восхитуваат. Здраво, Стела. Здраво! И со тоа се 26 специјалци. Јас имам 12 вештерки плюс 17 самовили за вкупен резултат од 29. Јас победив, сонце. Ќе одиме ли во арената за училиштето за парадата? Всушност, церемонијата ќе се одвива внатре. Внатре? Барем еднаш би сакала да минам ден без да влезам во Воу, училиште. Стела, зар мислиш дека ќе имаме забава, а без да имаме некои изненадување? Знаеш дека утре немаме часови, така? Па зошто да не одиме да јаваме коњи? Да, тоа звучи забавно. Значи договорено. О, чекај, честот на професор Авалон утре попладне. Па тогаш попладне. Утре и сутрина ќе морам да учам. Знаеш да се подготвам, сакам да оставам одличен впечаток. О, не знаев дека си толку возбудена во врска со училиштето. Тоа ме подсети, треба да одам да му кажем на професор Авалон каде одиме. Еј, Блум, почекај. Ќе се најдеме таму. Ова ли е тоа? Сигурна сум дека приватните оде и на учителите беа тука некаде. Точно, и затоа нашата потрага ќе започне овде. Еј, Риван, што е изненадувањето? Се зависи од твојата дефиниција за изненадување.
Геометриската структура на местово е неверојатна. Вау, погледнете онде. Кој е тоа? Некако е сладок. Никој? Всушност, тој е внукот на Саладин. Значи мора да е талантиран специјалец. Тој нема шанси. Тој е вистински пацифист. Тој не сака да си ги валка рацете. Како што јас слушнав, тој се откажал од црвената фонтана. Еј, Хелија, ги запознали звездите од Алфеа? Ова е Стела, Текна и... Здраво, јас сум Стела, уметник си, можеш да ми ги покажеш твоите цртежи? Многу ми е мило. Зошто црташ на хартија? Графичките табли се многу добри. Во меморијата имаш 50 бришења, дигитална контрола на боите плюс слоеве колку што можеш да посакаш. Исто имаш и алфа канали, текстури, можеш да трансформираш, линеарно дополнување и друго. Овие се супер, ќе ми нацрташ портрет? Твоите линии се полни со живот, може да се почувствува енергијата и ми се добаѓа како потезите на четката се совпаѓаат со листот од папрат. До сега никој го нема забележано папратот на хартијата. Да, а ова е Флора. Флора. Го мислиш истото што и јас? Авалам, отида наваму. Во никој случај не смеат да не препознаат. Извинете што ви пречам. Дали случајно видовте одовде да помиден висок згоден професор? Не, само ниски и грди. Океј, благодарам. Не препознали? Да бидеме повнимателни за секој случај. Еј, Блум, каде беше? Го барав професор Авалон, но не можев да го најдам. Патам каде да скај? Момците отида да се подготват. Добре дојдовте, дами и господа, пријатели на Црвената фонтана. Не се собравме овде за да тагуваме врз урнатините на нашето училиште. Иако историскиот сјај на Црвената фонтана е уништен, вештините и духот на нашите специјалци останаа недопрени. Дојде мигот да се врати престижот на Црвената фонтана, менувајќи ги самите темели на нашата институција. Што се случува? Се руши! О, не, што ли тргна наопаку? Сите сме во опасност! Не разбирам, што се случува? Ве молам, останете мирни и уживајте во возењето. Сега, дами и господа, парадата за новата Црвена фонтана! Често ли специјалците организираат вакви забави? Зошто вие трите стоите овде? Се уште не сме го нашле кодексот, господару. Одлетајте во замокот, гракторат наскоро ќе дојде таму, тој ќе го одвлече вниманието. Уште едно сенишно чудовиште. Не само сенишно, туку му е лично, милениче. Ми треба пауза. Ова е премногу возбуда во еден ден за мене. Сега се тркаат брцошите. Се надевам дека ќе имаме време да се опуштиме пред повторно на ред да дојдат нашите момци. Еј, дечки, уште малку почнува делот 1 на 1. Каде се Мјузе и Лела? Отидоа по пијалоци. Кој се први? Скај и Ривен, тоа не се пропушта. Ајде, Шите, да одиме. Дечки, вие одете. Јас играм со Диджит за недобрите апликации.
Знаеш каде оди? А потоа влегува ритмот со гитарата. Да, тогаш си мислев да го изведам ова. Уоу! О, тара! Тоа е чудно, девојката ми делува многу познато. Што не е во ред, Миза? Тоа е Дарси! Проклетство! Таа е, да одиме. Аха, победив! Ми должиш еден процесор? Можеше да победиш без брутална сила, знаеш? Но тоа беше нелогичниот начин. Не го напише програмскиот код доволно брзо. Во ред, добро. Да го провериме нашиот софтвер на дело. Вау! Вау, нашата програма работи одлично. Зошто ја исклучи? Играта заврши тек на време да се најдеме со другите. Она му. Текна? Што правите? Дали некој претрча овде? Не. Създазорите ништо не регистрира? Ја бркавме Дарси. Нелогично. Ниту една Трикс не би дошла во централата на специјалците кога ние самовилите сме тука. Во право си, не ја погледнав најдобро, но сепак таа почна да бега кога викавме. Ако беше таа, сигурно повторно ќе се појави. Во право си. Подобро си уште да не го вклучуваме алармот, но да ги држиме очите отворени, а сега да им се придружиме. Кервук, имам специјална задача за тебе. Воздигни се, чудовиште, Кракторат. Кракторат, разбуди се. Легално ли е тоа? Едвајно да. Седе дека гасот не е токсичен, може да го користат. Но што беше тоа зеленото? Веројатно газ за успивање. Скај победи! Какви се правилата? Ако паднеш, губиш. Ајде. Не ми треба помош. Сигурно е добро да си принц, нели целиот живот учиш од најдобрите. Немаше да те победам ако не вежбав. Скај е супер, зар не беше извонреден? Парираше на секој удар. А сега Брендан е наред. Биди внимателен, Брендон. Твојот противник е постар студент. Тој има искуство. Тогаш кажи ми како да ги израмнам шансите. Пробај да го нападнеш од горе. Ако скокнеш, тој ќе биде заслепен од сонцето. Испланирај го твојот напад. Супер, само што се изгуби сонце. Времето требаше да биде добро. Мораме да интервенираме. Магични бимс! Тоа беше близко. Ајде, дечки, ние ќе се погрижиме за него. Најодвратното животно што сум го видела. Специјалци, пријавете се во вашите тимови, евакуирајте го местово. Ајде, имаме работа. Напад на чудовиште, брзо! Е,
Тоа ти се вика одвлекување на вниманието. Добро, да се ослободиме од овие крпи. Кодексот е мој. Не поднесувам да ме игнорираат. Да одиме! Ни јас немам повеќе среќа. Но мораме да му го задржиме вниманието додека момците евакуираат. Да, па сакавам само професор Авалон да беше Сите тука. во засолништето. Тими, Што? два прозорци се скршија од магија, мраз и молни. Магија? О, не, морам за ова да ги информирам сите што е можно побргу. Уште еден хитен случај. Што? Трикс се тука? Да одам по нив или не? Има само едно нешто кое може да го сакаат. А нема да ме зачуди ако чудовиштето имаше за цел само да го одвлече вниманието. Ако извештаите за новата моќ на Трикс се точни, кодексот на Црвената фонтана е во голема опасност. Ти и јас мораме да го заштитиме, а јас ќе го поведам и по стариот чубар. Ќе го оставам Скај овде. Се надевам ќе можеме да се справиме со тоа. Да се обидеме со двустран напад. Јас ќе нападнам од озгоре, а ти од долу. Договорено. Внимавајте! Флора! Во неволја е. Нема никогаш да успееме. Што се случи? Што ли е тоа што го задржува? Како коњите, ако ги врзеш за опашка, ќе се борат против себе. Но кој би можел? Унаму. Хелија, како може отпадник да изведе таков потек? Јас слушнав дека тој бил најдобар студент пред да си отиде. Флора, добро ли си? О, не, го слободи! Гениалец си, Хелија! Зошто не ни пуштиш уште некое чудовиште? Нелогично е. Ракавицата веројатно немаше доволно моќ долго да го задржи. Тоа баш и не ми се допадна. Сега се зависи од нас, специјалци. Магијата е бескорисна против ова чудовиште, а ни пиксиите не се од голема А кој е помош. планот тогаш? Ќе го направиме истото што го направи Хелија. Ќе го врземе чудовиштето со јажиња, но за тоа ќе треба сите да работиме заедно. Добро, за сега ти си главен, но ќе видиме кога ќе те победам. Па добро тогаш, тоа ми изгледа фер. Ајде да одиме. Ајде да му го привлечеме вниманието. Текна, можеш ли да ги позиционираш другите? Специјалци, на своите позиции. Радиус од 21 метар. Јашињата! Тоа нема долго да го задржи. Нема ли да пратиме некого по Трикс? Нема потреба, го бараат кодексот, тие ќе дојдат кај нас. Во право си, децата ќе се справат со чудовиштето, сепак и ние добро ги научивме. Раца на земјата, одете. Да, знам. Му ја најдов слабата точка, под вратот. Океј, Скај, сега! Ајде, дечки! Ти ми внимавај. И јас сум добро. Никој не може да дојде до тајната соба без да помине одовде. Добро, стражари, заземете ги своите позиции. Мораме да го заштитиме по секоја цена. Проклетство, премногу се.
но ќе се вратиме. Честитам, девојки, денес успешно изборивте една важна битка на вистина. Бевме добри, професоре. Посакувам да можев да ви помогнам, но бев евакуиран со останатите гледачи, знаете. Важно е дека сте безбедни, така? Само се надевам дека на вистина толку и значи. Простете, господару. Не успеавме навреме да стигнеме до кодексот. Тоа е затоа што сте будали кои слабо размислуваат. Нека мислат дека победиле и ќе го спуштат гардот. Сега знаеме каде го чуваат и кога најмалку ќе очекуваат ќе организираме напад кој ќе го паметат многу долго. Кодексот ќе биде мой. Во следната епизода, Текна и Диджит ќе откријат пророштво кое вели дека нивниот нов професор всушност е злобно чудовиште. Но Блум е восхитена од Авалон и заминува сама со него. Ќе се извлече ли од непознатата опасност?